А кое време се Околу 11 часот. 11 Синот навечер? беше големиот кај мене на гости и само, знаеш, свика, тато, пожар има. Јас спиев, во сон. Викам, како бе тато пожар? Пожар, вика, надвор, вика, паѓаат пластични делови, вика, све до тука попаѓале. Мислам да се разлетуваа делови од згоре кога почна. Ама некој излеговме, беше пожарот проширен и веќе горниот спрат го фаќаше. Добро, а службите Службите кога? стана го имаше јавено, го пријавено пред 26 минути. После 25 минути дојдоа пожарникарите со едно возило, па уште со едно дојдоа, полицајци дојдоа први. И они, мислам дека вратава ја разбиваа. Еден од полицајците е повреден у болница. Така, а Тој два пати се качуваше, дечко. станарите сите беа надвор, избегаа? На време некој се качи од нив, еден беше у цивилка, се качи, он трупал фактички по сите врати нагоре. Така. И Луѓе, сите станари, 90% ги, жена ми беше баш ги знае она повеќе, пошто јас сум тука цело време, горе сум странство, и тука имаше една жена, стварно не можеше ја изнесла на раци, и едно лице од другата страна имаше исто така со проблеми, што не може да се движи, тие ги изнесла на време. така, Беа евакуирани, а овие у последен момент ги спасија 20. станарите? Кај што е пожарот. Ги знаевте? И овие, како не ги знаме, че тука живеам 25 Така, да. години. Некој вела дека имало кислородна боца, па може... Да, му кажавме на колегава твој, значи преска јако дојдов, пошто спиевме на страна, не ни дава додека се траеше тоа увидот сето тоа. Препосавуват дека нешто пластично некоја маса најдоа. Сега не знам, они се експерти, си знаат работова, најдоа ми покажа нешто стопено беше. И до него била боцата експлодирана скроз. Таа боца била кислородна боца за поддршка, човекот беше со тешки здравствени проблеми, едва се качуваше по скаливи, буквално кога да лазе по скаливи, видиш. Најверојатно за дишење му била за А колку време траеше гаснењето? долго. Долго? До 2 сата бев тука јас. Значи рачунај, они ако 11:30 негден дојдоа, 11:30 дојдоа. Значи тие пола саат било додека дојдат, додека се постават пожарникарите, ама дојдоа после уште една, две, три мислам дека возила дојдоа. Ги поврза едно по друго и првен почна од надвор, кога струјата вика и луѓе им унатре да не направиме проблем, па ги пуштија цревата нагоре. Во тој момент беа сите евакуирани, сите беа Сите надвор? беа, сите. Да. Добро, господине. Значи, пожарникарите кога се качија горе, се качија пожарникарите горе, рекоа на овие од тука да не гаснат пожар, вика имаме луѓе горе, тек тога ги извадува 20 ги видовме живи. Жена беше црна, скроз. А мажот го видов само рака покажа. Мислам беше жив човек. Дали другиве станари, меѓу другите станари имаше некој друг повреден? Тоа сопругата случајно е повредена, мислам раката си ја скрши. Еден од пожарникарите овдека му се слоши, повлекол дим и побара млеко. И отиде да земе млеко од ондека од онаја зграда и по скалија падна скрши рака. Тоа е колатерална штета на сето ова.